Дебелината е една од болестите на 21. век. Во светот 1 милиарда луѓе живеат со гојазност, што пак е причина за 215 милиони луѓе во светот да се борат со дијабет, над 200 милиони со висок крвен притисок, а црната статистика покажува дека дебелината е директна причина за смрт на 5 милиони луѓе во светот. Од 1990 година до денес обезноста во светски рамки е двојно зголемена кај возрастната популација, а кај децата и адолесцентите дури 4-кратно. Овој тренд не ја одминува ниту Македонија. Секој трет македонец има проблем со дебелина, а речиси половина од нацијата имаат прекумерна тежина. Алармантна е состојбата и кај децата. 30,4% од нив на возраст меѓу 6 и 9 години имаат вишок килограми, 13,8% од нив се обезни, а 4,4% се екстремно дебели. Студиите покажуваат и дека дебелината е застапена и кај 40% од 100 адолесцентите. Што се презема за справување со оваа болест? Во земјата од пред 2 години функционираат 2 центри за третман на обезност во градската општа болница 8 септември и на клиниката за ендокринологија. Но дали е тоа доволно? Колку начинот на живот, економските параметри, видот и квалитетот на храната која се консумира, но и здравата животна средина во земјава придонесуваат за приближувањето кон критичната точка за јавното здравје предизвикано од дебелината на населението. Добра вечер, јас сум Тамара Грнчаровска и со представувањето на моите гости, но и со темата почнуваме веднаш по рекламите. Назад сме во студиото и да ги представам моите гости. Со мене вечер имам чест да имам 4 доктори со кои ќе разговараме за она што е болеста на 21-виот век. Од мојата десна страна е доктор Танер Хасан, директор на клиниката за ендокринологија, каде што е еден од двата центри за обезност. Веднаш до него е доктор Ирфан Ахмети, председател на научното здружение за обезност ОБЕМ, инаку исто интернист, ендокринолог, исто како доктор Хасан. Од левата страна ми се доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје, инаку специјалист по хигиена и здравствена екологија. Добра вечер и за вас. И веднаш до него доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Темата е, знаете, статистиките јас веќе ги прочитав, ќе ви олеснам да не мора да ги кажувате, освен ако нешто да дополните. Доктор Спировски, ќе почнам со вас. Прашањето е, бројките ги слушнавме, покажува дека дебелината како болест сериозно го зафаќа населението во земјава. Треба ли да бидеме загрижени за јавното здравје? Што велат анализите на Институтот за јавно здравје, доколку не се спречи трендот на порастот на обезноста и вишокот на килограми кај населението? Да, краток одговор на тоа прашање е да, треба да бидеме загрижени. Вие ги спомнавте статистиките, тие статистики не се плод на моментната ситуација, само туку се плод на една континуиран раст на преваленцијата на зголемена телесна тежина и на дебелина и кај децата, и кај возрастните. Она што се дополнителни податоци кои што се од истражувањата и на Институтот за јавно здравје, а и од глобалните трендови е дека Македонија е меѓу земјите кои што имаат високо ниво на предвремена смртност од незаразни болести, затоа што дебелината е ризик фактор за незаразни болести, тоа доминантен ризик фактор денеска. Тоа предвремено умирање, тоа е здравствено-економски индикатор кој ни покажува каде ги губиме луѓето, кои што не би требало да ги изгубиме. И со 22% на државно ниво, Македонија е во неславно друштво. Сега, јас да не ги спомнувам кои се земјите што ни се на таа ранг листа соседи, меѓутоа, отприлика тоа е како на индекс на корупција. Во таква околина живееме и во однос на... Сме во топ 10? Не сме во топ 5. Тама работа сме во топ 5. Не сме во топ 5, меѓутоа сме во ниско пласирани, што би рекле спортистите, многу ниско пласирани. Кога зборуваме за предвремена смрт... Само да довршам, предвремена смртност од незаразни болести е сите луѓе кои што починале меѓу 30 и 70 години. Од кардиоваскуларни болести, од карциноми, од хронични респираторни болести и од дијабет, се смета дека предвреме умреле. Значи, не го оствариле својот животен потенцијал. Освен
од респираторните болести кои што не се директно, меѓутоа индиректно може да бидат поврзани со дебелината, сите други три најчести незаразни болести се директно поврзани со дебелината. Значи дебелината е причина за кардиоваскуларни болести, за карцином, за определени неколку видови на карциноми, за дијабет. Така што во таа ситуација не смееме да не бидеме загрижени. Треба да бидеме загрижени и треба да работиме на решавање на овој проблем. Затоа што во сите нови насоки е дека дебелината веќе не е ризик фактор, таа е болест, колегите клиничари знаат, има своја шифра, има своја диагноза и време е малку посериозно да се справиме со оваа болест. Доктор Ахмети, најчестите болести кои можат да се поврзат со дебелината ги спомена веќе доктор Спировски. Околу 200 се хронични болести кои се поврзуваат, но постои ли статистика, знаеме ли колку директно во Македонија овие болести токму се поврзани со дебелината? Дека има луѓе кои умираат од раки и од срцево заболувања, а немаат зголемена телесна. Дали имаме воопшто податоци колку е причина дебелината за тоа? На жалост немаме точни податоци, затоа што целта и на овие кампањи што ги организираме за подигање на свеста не само кај населението, него и кај здравствените работници да имаме добра евиденција на сите хронични незаразни болести преку мој термин. Тоа што е најважно, секогаш кога поставуваме диагноза, секогаш да го шифрираме дебелината како шифра по меѓународна класификација на болести. Понатаму секогаш имаме и втора и трета диагноза за да асоцираме, односно да поврзуваме дали е, како што кажа и Игор, причинско-последична другата болест, односно дали има директна поврзаност со дебелината. Тоа што ние треба да работиме е во нашите статистики, односно во нашите бројки, а иначе имаме предвидувања. Значи, кои се предвидувањата во однос на смртноста, како што кажавте, во светски рамки, исто така и кај нас во моментот само имаме предвидувања во однос на тоа дека дебелината, односно обезноста, како што кажа Игор, од прилика просечно се губи живот, се намалува животниот век за 6 до 10 години, односно дебелината е ризик фактор за појава на дијабет тип 2, негде 30% од лицата со дијабет тип 2, значи дебелината е причина за 30% од дијабет тип 2, односно спротивното 70 до 80% од лицата со тип 2 дијабет се или надхранети или дебели. Исто така спомнавме, исто и кај нас, значи ќе слушнеме нели по медиуми, по телевизии дека се почесто се намалува возраста кај инфаркти, да речеме. Едно од таквите ризик фактори, поготово појавата на дебелината во кај деца и кај адолесценти и нели со тек на времето, затоа кажуваме дека дебелината е ризик фактор за појава на други болести за преку 200. Значи нема системски орган каде што не е зафатен. Така да работиме на тоа да имаме добра статистика за да понатаму ги поврземе исто така, значи во нашата кампања настојуваме да дебелината ја промовираме како мултифакторијална болест, но и мултидисциплинарен пристап. Затоа што, како што кажавме, по диагностицирање на дебелината, по појавата на компликациите, целта е заеднички да го третираме ова хронична болест, која што за наша среќа, доколку имаме добар пристап, е превентибилна. Значи, третираме дебелина со цел да превенираме вакви хронични болести. Доктор Хасан, во здравствениот систем обезноста како болест има своја шифра, колку што успеав да најдам, тоа е 66. До сега се евидентирани, барем она што е достапно вака за јавноста, 14.000 пациенти со обезност, но
тоа предсам дека не е реалната слика со оглед дека процентот кажува дека 30 до 35, ако земеме од 1.800.000, тоа е во стотици илјади се брои. Закажува примарното здравство, секундарното, терцијалното во определувањето на шифрата, во препознавањето на болеста, доцниме зошто 14.000 ако знаеме дека тоа е болест. Да. За жал така е состојбата, како што кажувате и вие. Пак ние се радуваме што имаме таа бројка 14.000, иначе до пред 2 години ја немавме ни таа бројка. За жал, сите тие пациенти ги гледавме во нашиве амбуланти, меѓутоа не сме обрнале внимание и во третманот нивен сме пишувале диагноза, например кардиоваскуларна болест, хипертензија, диабет, меѓутоа за причината не сме обрнували внимание, од што потекнуваат сите тие компликации. За жал, до сега лекуваме само компликациите на обезноста. Почнувајќи од пред 2 години, кога почнавме со отварање на првиот центар, како што кажавте, за дебелина во 8 септември, веднаш после тоа за 3 месеци се отвори во клиникава за ендокринологија. Овие двата центри веќе функционираат и веќе почнавме да ја подигнеме таа свест и кај популацијата, меѓутоа и кај здравствениот персонал. Значи, најчесто ние треба како здравствени работници, ние во терцијарна установа или во секундарна или примарното здравство и тие таму имаат многу голема работа. И најповеќе се среќаваат со тие пациенти докторите од примарно здравство. Тие ако не обрнат внимание, ако упатуваат на друга установа, секундарно ниво или терцијарно ниво, без да се напише таа диагноза E66, тогаш ќе се намали таа бројка, за жал. Нема да имаме зголемување на таа бројка. Се решаваат другите проблеми кои се произлезени, а во суштина реалниот проблем, причината, останува нерегистрирана. Да, меѓутоа веќе последниве 2 години, посебно оваа година 24-та, сега 25-та, веќе имаме зголемување на бројот на тие шифри што се користат за диагноза на обезноста и веќе се користи во примарното здравство и во секундарното и во терцијарно здравство. И кога упатуваат пациенти, упатуваат со таа диагноза. Јас лично од секојдневната пракса гледам дека имам доста такви упати само со диагноза E66, односно обезност. И тоа не радува. Доктор Митов, како стасовме до прагот на обезна нација? На прагот сме, не можам да кажем дека сме, но сепак тука се според бројките. Дали само храната и исхраната може да ја обвиниме за обезност или е прашањето покомплексно? Многу убаво прашање поставувате заради тоа што се плашам и да не отидеме во еден друг правец, па ќе го одговорам прашањето. Да, нели, со сите колеги се согласуваме дека болест е, меѓутоа да пазиме да не залепиме етикета болест и со тоа чисто да ја дадеме медицинска димензија на состојбата како што е дебелината. Имено да, во крајна линија ќе заврши, нели, кај колегите. Меѓутоа целта е да разбереме според мене дека тука има еден општинствен процес многу поширок и многу поголем, кој што впрочем го произведува тој момент да дојде до тоа да бидеме нација на прагот на обезноста и дека ако само нам лекарите ни го дадат тој проблем, без разлика дали сме во превентива или во куратива, не е тоа решението. Станува збор за нешто кое што има, колегата многу убаво кажа, мултифакториелен проблем и кој што почнува од нивите, односно која храна ја јаде нацијата, храната што ја јаде нацијата е таа што се произведува и истата која што е на пазарите. И таа храна е таа која што ни е достапна во маркетите. Од тука многу е важно да ја повлечеме според мене линијата помеѓу индивидуалните мерки и популационите мерки. И ние ќе го третираме овој проблем и на индивидуално ниво, веќе фала му на Бога во државата се воспоставуваат последниве 2 години механизми каде што тоа и ќе биде препознаено и третирано. Но паралелно мораме да пазиме и чинам дека малку тука повеќе ни недостасува димензијата за популационото ниво. Дека ние имаме проблем кој што е на популационо ниво и мерките треба да одат паралелно. Треба да градиме капацитети на здравствениот систем за индивидуално ниво да се решаваат. Но пред се државата треба да си ја земе обврската за решавање на овие проблеми. Сега тука е многу тешко. Заради тоа што тука веќе сте излегле од медицина или од здравството. Општо, зошто? Сега веќе влегувате во образованието. Не, станува збор за други политики, други политики. Затоа ова е така наречена хоризонтална, која што проаѓа низ сите сектори. Затоа ќе биде битно и како, од почев од образование,
кои ќе бидат програмите во предшколска и школска возраст и што ќе се едуцира, како ќе се едуцираат децата во однос на тоа да го прават правилниот избор кога е во прашање храната. Второ, по тешките прашања, регулирањето на индустријата. Дали ќе ставиме даноци на нездравата храна или нема да ставиме даноци на нездравата храна? Колку, каде, како, што? Оти се додека е вака навидум проблемот кај нас во медицината донесен, се сведува на индивидуално ниво, што не е ни фер за луѓето кои што го имаат лично тој проблем, бидејќи не станува збор, има тука една голема заблуда. Тоа е заблудата дека дебелината е проблем на недостаток на волја. Ако земеме да разговараме помеѓу луѓето вака или ги читаме коментарите по Facebook, демек немаат волја тие луѓе, па се под наводници дебели. Јас зборот го избегнувам колку што можам повеќе, меѓутоа сега во име на на дебатата да тече полесно, па да го употребувам. Значи, сакам да нагласам дека ние сме дојдени таму заради тоа што не дека во медицината има некој пропуст, во здравството конкретно, туку дека на популационо ниво треба да се земаат мерки кои што не биле земени досега, со цел од нива до трпеза, па за жал и до болнички кревет. И тоа е патот на дебелината. И сега ние убаво е да го средиме крајот на оваа приказна. Крајот на приказната се центрите за обезност. Меѓутоа ние мора да ја отвориме дебатата напред, да погледнеме и да видиме кои се тие мерки кои што водат конкретно кон тоа во нашата нација. Сега тука ќе се појават плејада на мерки, не сакам сега да го узурпирам времето, меѓутоа ќе се створат мерки и во делот на исхраната, но и во делот на физичката активност. Односно, јавното здравје што треба да биде превземено на ниво на држава како една од најбитните теми за нацијата. Може ли вака интерактивно да не биде прашање слободно, одличен ова вовета? Нели ние поради одбележувањето на светскиот ден на дебелината и секоја година има нели мото. За разлика од минатата година, кога мотото беше многу едноставно, ајде да зборуваме за дебелината, нели да се фокусираме, да кажеме да отвориме темата, ова година многу беше интересна за сето ова што го кажате. Да менуваме системи за поздрав живот. Не да се стави во фокусот индивидуата која може да биде кривецот за сето ова зашто е обезен, него да видиме каде нашите системи, сите системи, не збориме за здравствениот систем, ова беше спомнато. Не знам, Агенција за храна, образование, животна средина, Министерство за здравство, Фонд за здравство, сите ние како фела, земјоделие, политика, здравствена политика, сето тоа на некој начин сите заеднички треба да се справиме. Да не го стигматизираме индивидуата, чекај, не знам, со се што за да он се чувствува крив. Да, сега да кажеме да го мотивираме. Сега тоа е болест, но болест на општеството, да кажеме. Сите се сложуваме дека нашите татковци, дедовци не биле дебелина, значи биле активни, здрави, физички активни со храна, природна храна се хранеле. Јас често го спомнувам лажицата каде што се користи е многу по-корисно во споредба со ова брзата храна што се промовира. Предпоставувам и Игор и Танер ќе зборат сите заедно, ќе збориме, така да ова е еден комплексен проблем што ние вака треба да го подигнеме свеста и преку јавни дебати, преку стручни дебати, преку мултидисциплинарни дебати да го превенираме. Значи, да работиме за следните 20 години, да донесеме национални програми за следните 10 до 20 години, што ќе добиеме во смисол на превенцијата, зашто ова и кошта. Во глобално ниво, значи, дебелината кошта со трилиарди. Така толку се пресмеја. На жалост сега обезноста е во подем во земите со среден развој. Средно низок и средно висок како што сме ние. Порано дека е со висок развој, сега веќе се симнува нивото. Доктор Спировски, дали во Македонија, после ова се што го слушнавме, особено начинот на исхрана, каква храна јадеме, освен начинот на исхрана, дали и се она што се случува, ние негуваме во Македонија обезогена средина? Да, обезогената средина е еден од најголемите проблеми и веќе
најголемите проблеми на општествата генерално, И ако може да особено појасниме на што овие значи тоа општества за гледачите. кои што ние стремиме, пробуваме да се вклучиме и така натаму. А обезогена средина е средина во која што овие мерки за кои што колеги ве зборуваат не нашле синергија. Значи, не сите сектори или сите засегнати сектори во општеството не се вклучиле во решавање на проблемите. Ако вие немате можност за практикување на физичка активност за која што не мора да платите, значи да ја практикувате физичката активност во своето слободно време, меѓутоа некаде што треба да платите, затоа што тоа ствара нееднаквост, тие што може да платат ќе практикуваат, тие што не можат нема да практикуваат. Ако вие немате околина во која што можете да пешачите и физички активни да видите, да трчате, да спортувате и така натаму, тоа значи дека урбаните планери не си завршиле работата. Тоа значи дека немате зелени простори во вашиот град или во вашата околина во каде што живеете. При тоа, зборувам за град, и руралните средини денеска, како што спомна Ирфан, како што земите во среден развој станува проблем, дебелината станува таму, ако порано беше главен проблем во условно богатите земи, сега се повеќе во сиромашните земи станува проблем, а згоре на тоа и во руралните средини станува проблем. И на светско ниво, па и на наше ниво. Нашите податоци кажуваат дека децата во рурална средина, генерално во урбана имаат поголем проблем. Меѓутоа во рурална средина тој дел на екстремна дебелина што ни се појавува, повеќе го имаме во рурална отколку во урбана средина. Има така што имаме, па има објаснувања различни. Ајде да речеме дека тука може да има и во однос на бројот на деца кои што таму се помалку, па во однос на нивното екстраполирање, веројатно има тука да речеме еден дел и статистички некои мали нејасноти, меѓутоа во секој случај и на глобално, а и на национално ниво и таму ни се појавува проблемот. Не е тоа голема разлика, тоа е во некој дел од процентот, меѓутоа ја има. Така што обезогената средина е производ на нефункционирање, оставање во еден сектор да се решава проблемот, тоа што зборувавме. Во здравството правиме што може да правиме, пробуваме, далеку од тоа дека нешто сме драматично сме направиле и сме успеале, меѓутоа зборуваме, планираме, одиме, што викаме, ги влечеме за ракав министри, одговорни градоначалници, им објаснуваме зошто треба во своите средини да направат некои активности за кои што ќе го намалат ризикот. Особено затоа што дебелината, колку и да го избегнуваме, јас не сум љубител на зашекерување на работите. Би сакал да ги кажеме со вистинското име и имаме речник во македонскиот јазик кој што е и официјален, во кој што се знае дека ова, да речам, состојба се вика дебелина и тоа не е ништо страшно, се додека ние работиме на таа стигматизација да ја нема. Ако ние не работиме и на намалување на стигматизацијата, ќе го зашекеруваме проблемот со тоа што ќе нема да го кажуваме вака, него го кажеме поинаку. Пациентот, или не мора да е пациент, добро кажа колегата Митов, кога ќе појдат пациентите или кога индивидуата ќе стане пациент, ние сме изгубиле битката. Еден мој професор велеше, отиде ли дел од нацијата кај тие што лекуваат, превентивата ја изгубила битката. Така што ние не би требало да се помируваме со оваа ситуација која што е, и би сакал да ги активираме сите сектори колку што можеме за таа обезогена средина. Ви одлично ја детектиравте, затоа што и во сите податоци за ова системско решавање, за системски пристап кон решавање на проблемот, обезогената средина е еден од најсериозните проблеми. Споменавте дека одите им објаснувате на градоначалници, министри, политичари, сите кои би можеле дали слушаат? Па, видете, различен е ентузијазмот кај сите, во зависност од тоа колку време се на позицијата, каков им е, да речам, светогледот во однос на прашањата о здравието, меѓутоа тие се сензитивни прашања и сите морам да признаам дека се согласуваат со тоа што го зборуваме. А дали сме задоволни од тоа што прават? Веројатно, јас до пензија мислам дека нема да бидам задоволен, се додека имаме пациенти, така што не ме прашувајте мене за тоа, и не моите, како да речам. Чисто реакциите сакам да ги слушнам. Да. Доктор,
Ахмети, но добро, ајде, доктор Хасан. Вас ке ве прашам, бидејќи доктор Ахмети сакавно бидејќи имаше да ни го даме да ви дадам предност да доврши. Во земјава се уште зголемата телесна тежина луѓето ја третираат како естетски проблем. Да бидам искрена, луѓето не си го третираат лично дека тоа е здравствен проблем, туку естетски проблем. Кога ќе дојдат со E66, која ќе им запише дали од примарно, секундарно, терцијално, како реагираат? Тука има и многу психологија. Дали луѓето прифаќаат дека нивната дебелина, обезност, големина, тежина е болест, а не туку само проблем на изгледот? Да, има и такви кои што прифаќаат како сметаат ова како ние тоа го под наводници нарекуваме како Холивуд синдром, како естетски проблем. Меѓутоа поголемиот дел, барем тие што доаѓаат во нашиве центри, веќе тие претhodно веќе се помириле со тоа дека ова е болест и затоа се одлучиле да дојдат. Посебно ми е драго што пациентиве самите бараат да дојдат во овие центри и самите одат во нивните матични служби, матични доктори и бараат упат да се упатат во овие центри. Имаме голем број на пациенти кои што се млади. Скоро половина од пациентиве што ни доаѓаат во центриве се од помладата популација, тоа не радува. Помладите веќе се многу посвесни за оваа работа во споредба со повозрастната популација и тие бараат чаре за оваа работа, што е проблемот, како може да се реши, препораки што им даваме, све тоа убаво се слушаат и во секојдневниот живот, во нивниот секојдневен живот почнуваат тоа да практикуваат. Бројот на пациентиве секојдневно ни се зголемува. Имаме голем број. Колку имате сега пациенти? Па на клиникава до сега имаме над 2000. 2100, последново што проверив бројката, што се дојдени со упат. Имаме и плюс едно 10-15% што така доаѓаат само за консултација без упат. Меѓутоа со упат, регуларен упат имаме на 2000 пациенти во клиникава. Исто имаме околу 1000-1500 во центарот во 8 септември. Значи, отприлика имаме околу 3500 пациенти што се дојдени со регуларен упат од нивните матични доктори. И тоа е добро. И продолжувам. Јас мислам дека за скоро време ќе се дуплира оваа бројка, пошто пациентиве самите бараат, луѓево доаѓаат и бараат помош за оваа нивна состојба, веќе прифаќаат дека ова е болест, дека е хронична и дека доживотно треба да се лекува. Тоа треба да се знае дека не се излекува болеста, меѓутоа може на почетокот да се превенира, да не дојде до болеста, меѓутоа откако ќе дојде, после тоа пак треба цел живот да се води сметка и за исхраната и за животниот стил, ако има потреба и за терапија, пошто сепак е болест. Да. Доктор Митов, доктор Хасан, сега една дилема ми отвори за јојо ефектот. Така. Колку луѓето кои применуваат кон слабење на било каков начин, постоја неколку начини, подоцна малку ќе зборуваме, колку е опасен јојо ефектот, поточно зборувам за здравјето, не за изгледот. Колку тоа, значи, намалување на тежина си носи ризик на на самото здравје, бидејќи мастите треба да се стопаат, шеќери и се тоа, колку тоа потоа враќањето е уште поголем ризик за здравјето. Има два вида на проблеми тука според мене. Едниот проблем од тоа нагло слабење или од тие диети кои што се држат не под медицински надзор е тоа дека наглото слабење знае од своја причина да даде многу здравствени последици. Например, да се наполни жолчката, народно да кажам, со камења, многу често ќе видите во ситуации на нагло губење на телесната тежина. И потоа нефролипијазата треба да ја лекувам. Но тоа е само еден момент. Вториот момент кој што можеби е многу по-проблематичен е тоа дека луѓето проаѓаат низ една траума од и да намалите телесна тежина со рестриктивна диета, де факто е траума, не е лесно, тоа бара многу напор и може човек да помине низ голем труд за на крајот после 6 или 12 месеци како најголем дел од студиите што кажуваат да се врати на истата или на поголема тежина со која што пред 12 месеци ја почнал целата одисеја. За да не биде така, убаво е тоа што со пациентите однапред се разговара за тоа дека станува збор за промена трајна на начинот на живот. Не е за промена на диета, не е за промена на начинот на исхрана значи не само на начинот на исхрана, туку на начинот на живот генерално.
Тоа значи човек кој што немал никогаш можеби физичка активност да почне да пешечи. Кој што воопшто немал никакви такви навики кај себе, да земе да размислува за тоа. Но пак ќе речам, тука пак разговараме на индивидуално ниво. Нели? Да. Конкретното прашање е на индивидуално. Колку значи прашањето токму така беше. Оти би сакал во ниту еден момент. Каков е ризикот пациентите повторно да се вратат? Голем. Назад. Според мој искуство. 5 години 80% враќаат тежини. Се враќаат, и повторно стануваат пациенти. И тоа не сакаме нели да го кажеме како обесхрабрување, тоа е типот на состојбата на болеста. Значи има голема тенденција за враќање кон назад. Но ако ја немаме средината која му возможува да се задржи тоа. Ако го вратите човекот во потполно истата средина и нема менување на општествено ниво, истата средина ќе ги даде постепено истите резултати. Од тука слонот во собата се популационите мерки. Ме разбирате? Значи, пак да пазиме да не лизнеме цело време на индивидуалното ниво. Не, па затоа и ве прашав, тука беше прашање. Пак се враќа тоа. Сега, што е важно, например, кај тие мерки? Кај тие мерки е проблемот дека болат во различни аспекти во општеството. Кои се, например, да кажем, пушењето како е решено на светско ниво. Кај нас, за жал, според мене, број 1 јавно-здравствен проблем. Колегата верувам дека ќе се сложи. Па статистика да кажува 50% од што е катастрофа во кавата. Секој втор. Да, што е? Ама и тоа е поврзано со проблемот за кој што разговараме. Од аспект на средина и популациони мерки. Сега, ако ние веќе имаме таков проблем на популационо ниво, ние мораме да се соочиме со како се решило пушењето, што го спомнав во најголем дел од земјите, цените на цигарите, има повеќе мерки, но сите научни студии и докази, нели цело време зборуваме за evidence-based medicine или нели медицина базирана на докази, ама и ние овдека од наша превентивна страна зборуваме за evidence-based policy, односно политики базирани на докази. Сите тие, ако ги отворите, ќе видите дека кај пушењето главната промена ја направила цената, растот на цената. И тука сега се тие болни работи, нели? Ние можеме да зборуваме и ќе зборуваме за пациентите на индивидуално ниво што треба да се прави, ќе одат во центрот, ќе добијат совет, ќе се работи со нив. Но што е со цените на продуктите кои што предизвикуваат да дојде до тука? Кои се тие даноци кои што треба да се спроведат? Некои земји одбрале, дали ние ќе го одбереме тој патот на даноци? Дали ќе го одбереме патот на... Има една многу интересна информација. Велика Британија многу пази и ги таргетира прецизно така наречените попусти на продукти. Статистиките кажуваат дека 40% од продуктите кои што ги купуваме дома се купени во некоја промоција, на некој попуст. Барем нивните бројки ги користам. На Велика Британија. И тие сега виделе дека нездравите продукти често одат на промоции, често одат на попусти, и прават политики кои што ќе го ограничат тоа на половина цена да биде, не знам, сега да не ги кажам со име и со презиме продуктите па да немаме проблеми после. Некој газиран сок, например. И сега Велика Британија не ги дозволува баш слободно попустите на цените. Значи тука има некој вид на регулација, ме разбирате? Да. Еве го слонот во собата. Значи кога државата ќе го фати бикот за рогови и да се рва со него и да се бори, тука е проблемот. Тука индустријата ќе се побуни. Тука прашањето е кои се приоритетите на владите, да не зборувам за една посебно туку генерално, дали е спремен некој да троши политички поени за да се бори за обезноста, за дебелината. Второ, трето, колку јавноста ќе не биде спремна да ги прифати тие мерки. Оти ние едно збориме, ние сме лекари, четворица сите овдека, ние сите се согласуваме обезноста проблем мора да се реши, но кога ќе дојдат вакви мерки да се прави за нездравата храна да станува поскапа, кој ќе ви биде одговорот од јавност? Дали ќе биде може или не баш? Да, тука име прашањето за... Тие се тешките прашања, ме разбирате, кои што ние, ако ги отвориме, таа тема станува не е проблем на Александар немал доволно волја, па се поправил, па дебел станал, туку веќе прашањето оди на друго место. Значи, таму веќе се отвора дебатата колку државата влегува во вакви непријатни ситуации, поприлично, со цел обезогената средина да се реши. Па еве, тоа е следното прашање кој имам за господинот Ахмети, доктор Ахмети. Чип со 100 грама или литро газиран сок е поевтин од кило јаболка во продавница.
Јас земам јаболката како репер, бидејќи Да. ние сме подјебнето, не зборам за ананас кој нели ананасот кој нели Ананас повеќе диета. топи, ананас диета. Еве земам јаболка, да не зборам за другите овошје и зеленчуци. Колку тоа одмага за здрави млади генерации, ако знаеме дека тие се најризичниот моментално група? Дефинитивно и те како одмага, но тоа повторно ќе кажеме, повторно е тоа системски проблем. Значи тие мали деца жал тие кога случајно еве јас налетав така во едно продавниче, учениче не по возраст од 11 години на пауза зема чипсови и овие некој си енерджи дринк. Тие се полни со И шеќер. сега јас нели не се воздржав кога отиде детето и викам на таа продавачката, добро како така се осмели да му даде што тоа сака. Значи, едукацијата почнува во семејството, здрава исхрана. Еве со Игор. Но колку се со тука Игор економските бевме фактори, на една заедничка. И се знам колку се тука економските фактори битни, бидејќи ако имаме ние нели Видите, нема тука економски фактори, зашто ние како деца, јас потекнувам од рурална средина, али пред 45 години ние имавме кујна во училиште. Значи, јадевме здрава храна. Сега тоа не се случува. Не знам дали некое училиште има кујна. Значи да не се пуштат децата по храна што е богата со многу калории, а заправо е штетна по здравјето во однос на зголемувањето на телесната тежина. Тука секако, значи луѓето од policy makers што ги викаме што имат влијание во одлуките, наменување на колективната свест. Точно индивидуално доаѓаат лицата обезни, поготово кај колегата Танер не спомна дека кај нас на жалост доаѓаат обезни од класа 2 и 3. 70 до 80% од пациентите се тие и плюс имат компликации и коморбидитети. А поентата е да ние ги фатиме раните фази надхранетоста, односно првиот степен на обезност, каде што ќе превенираме компликации. Тоа што е најважно што сите збориме децата. Значи мора да менуваме навики. Убаво беше кажано да им овозможиме зашто на час по физичко воспитување не влегуваат да играат, да спортуваат. Ние како деца, знаете, значи цел ден бевме надвор. Игравме. Значи се движевме. Знаете, едноставно е дефиницијата за обезност. Наталожување на масти поради нетрошење на енергијата што ја консумираме. Ние викаме анаболизам верзус катаболизам. Значи, едно е редукција на вкупниот внес на калории, квалитетна храна, спомнавте добро, јаболко во споредба со чипс. Значи, сосема две разни врста на храна. Ние секогаш потенцираме овошја, зеленчук, така наречена медитеранска храна, со помалце полизаситени масники и сето тоа. Но тоа треба да ни влезе во навика. Без тоа проблематично ќе биде ако индивидуално одиме и да, одлична идејата, пошто еве го спомнавме као пример пушењето. Нели, убаво е тоа во секој во тие неколку кутии, ако не сум пушач јас, пишува пушењето убива. Сум видел слика со ампутирана нога. Значи, бели дробови. Нешто, Зашто да нема и во храната тоа? Која вече храната, лошата храна збора. Лошата храна веќе е проблематизирана, еве случајно ова, не знам статистиката од каде во Global Obesity Data, значи негде кај нас 37% од децата значи консумираат газирани пијалоци. Што е истражување на Институтот за јавно здравје, кое што го правевме во рамки на иницијативата за следење на дебелина кај децата и го објавивме во труд со висок импакт фактор, да речем, од тие податоци. Значи, точно е тоа.
навиките во исхраната се многу важни и не треба да бегаме од нив. Секако е дека тоа е дел од спектарот на решение. Меѓутоа, пак јас да се вратам на оние популацијски мерки. Тоа дете кога ќе влезе во продавница, ако има избор да купи, ќе купи. Поентата на сите мерки е таму да не се продава тој производ. Дали, еве, јаболко има да тој купи. производ кој што ти го спомна дека го купила, таму не треба да го има во таа продавница, затоа што таа е продавница или во близина, или во самото училиште, или во близина на училиштето. Тука е една од мерките јавноздравствени. Таа се вика реформулација. Ако спроведеме мерки, дали се тоа фискални, индустријата ќе се прилагоди. Индустријата ние не можеме да ја обвиниме затоа што се бори за својот профит. Секој кој што работи и произведува храна или техника и технологија сака да профитира. И тоа е во ред. Треба тоа да го сватиме дека е така. Меѓутоа, ние како држава, како јавно здравје, кој што се грижи за популацијата, треба да створиме услови во кои што таа храна која што ќе се произведува ќе биде во некаков процес на реформулација, прилагодена за да ги нема, значи да биде храна која што ќе промовира здравје, а не храна која што ќе промовира болест. И има начини како тоа се прави, тоа е една од јавноздравствените мерки. Тоа би била една од првите мерки кои би ги предложил. Дали Институтот за јавно здравје предложил до Министерството за здравје или до надлежните, кои би биле, например, првите мерки за да се тргнат чекорите за Да, Институтот за јавно здравје во сите кога ги дава извештаите со податоци, една од јавноздравствените правила е кога давате податок, да дадете и препораки. Сите препораки кои што се базирани на факти, нели, базирани на докази, ги даваме до надлежните. Тоа се препораки, дали би учествувале во креирање на политики? Секако, ние сме јавноздравствена установа и во нашата суштина не е така. Не сме ние тие кои што можеме да ги спроведеме. Меѓутоа, сигурно сме тие кои што можеме да дадеме поддршка, прво да дадеме како викам, да им дадеме алатки во рацете на донесувачите на одлуки за нешто да направат, а од кога ќе почне тоа да се прави, ние сме секогаш тука и апсолутно стојам за тоа дека Институтот за јавно здравје, тоа е, можам да го потврдим во име на раководството на Институтот, дека Институтот е тука за да го ги поддржи сите овие препораки кои што сме ги кажале. Дали е тоа реформулација која што мора да следи претходно са други фискални политики кои што ќе се спроведат, дали е тоа спроведување на тоа што го викаме етикетирање на предната страна на производот, значи сите сме потрошувачи. Потрошувачот мора да има полесен пристап. Не сме сите, ние треба да работиме нашата здравствена писменост, меѓутоа не сме сите доволно здравствено едуцирани да ги разбереме оние етикети, некоја знаат да бидат комплицирани и така натаму. Сосипни, па има разни проблеми, особено кај популацијата и постара и така натаму. Меѓутоа можеме да имаме етикети на предната страна, како што имаат голем број од развиените земји. Па да дури јас кога одам во некоја земја која што тоа го има спроведено, најлесно ми е да одберам тоа што има класа А или тоа кое што е обележано како зелена, или има клучал како поете во Скандинавија. Во скандинавските земји зелена клучалка. Полесно дури на некој кој што се сметам дека можеби нешто знам од таа проблематика, мене ми е полесно да не се замарам тоа, туку да го одберам тоа. Значи мора да створиме услови тие производи тој тип на храна. Но и едукација да се знае дека едукацијата сето тоа мора да го прати. Ќе ми дозволите сосема накратко, бидејќи го спомнавте Институтот за јавно здравје, морам да кажам, јас следам работата на Институтот за јавно здравје од поодамна и сакам да го пофалам, нели, да не испадне негативни работи зборуваме, морам да кажам дека во последните неколку месеци Институтот за јавно здравје навистина прави голем исчекор напред во однос на неговата работа. И претходно работел Институтот, меѓутоа сега, во последниве неколку месеци, гледам дека има навистина, и колегата ќе потврди со сигурност, навистина едно многу поинтензивно ниво на работа, тоа ме радува, мене превентивата ми е во срце и тоа морам да го кажам јавно. Значи, треба да се пофали кога нешто се менува на подобро, тоа мислам дека често да се каже. Сите анализи, овие бројки кои ги имаме, доаѓаат токму од Институтот за јавно здравје. Мислам дека се користат и во светските истражувања, вие ги доставувате на Секако. Сите податоци кои што се некаде за Македонија објавени од Институтот за јавно здравје. Многу битна куќа во нашиот здравствен систем. Доктор Хасан,
обезноста споменавме кај децата. Колку пациенти имате деца и според статистиката од Институтот за јавно здравје 14 до 15% од нив се обезни. Доколку тоа сега не се спречи, што може да очекуваме за 10-20 години? Да, тешко е. Во детска возраст, кога се појавува обезноста, многу потешко е после тоа да се лекува самата болест или да се справува, да се менаџира обезноста. Ние од детска возраст малку имаме пациенти и кај нас почнуваат после 14-та година, доаѓаат пациентиве или адолесценти во таа возраст, претодните одат на детска клиника, на детска ендокринологија. Но таму се уште нема центар. Таму се уште нема, меѓутоа има ендокринолози таму вработени кои што се бават со оваа проблематика, знаат, стручни лица има, даваат препораки ако треба нешто и за терапија. Кај нас од адолесцентна доба па нагоре доаѓаат пациентиве. Имаме голем број на пациенти кои што доаѓаат во овој време на таа возраст од 15 до 20 годишна возраст, помалку се, али имаме доста. И тие се свесни. Значи можам да речем дека најсвесни се тие. Кај нив има и многу, морам да кажам, проблемите се и многу често дебелината кај не знае да направи во таа возраст и хормонални пореметувања. Да, ние тие кога се доаѓаат во нашите центри, првенствено се зема една добра анамнеза, па се испитува дали има некое хормонално засегање, сите анализи лабораториски се прават, па гледаме ако има некое пореметување, првенствено таргетираме на тоа да се реши тој проблем. А после тоа одиме на вториот чекор, ако треба фармаколошката терапија. Затоа ќе зборуваме малку подоцна, одиме сега на вториот блок реклама. Назад сме во студиото, мои гости се доктор Танар Хасан, директор на клиниката за ендокринологија, доктор Ирфан Ахмети од научното здружение Обезност ОБЕМ, инаку специјалист интернист ендокринолог, доктор Игор Спировски од Институтот за јавно здравје, специјалист по хигиена за здравствена и здравствена екологија и доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Доктор Ахмети, вас ќе ве прашам едно прашање кој го начна доктор Хасан. 3 фази постои во лекувањето на дебелината. Тоа е прво со исхрана и со физичка активност, потоа е фармакологијата и третото е хируршки зафат. Кој се покажало како најделотворно и кој е најздрав? Вака, значи, тие 3 фази формално се поставени као 3 фази. Без првата фаза, која што е менување на стилот на живот, односно ние викаме behavioralна терапија, односно интервенција, која што е дел и на втората и на третата фаза. Значи без тоа не може да се користи само втората фаза, односно само третата фаза. Ова секако. При секој третман почнуваме со behavioralni пристап, значи менување на стилот на животот, одвикнување од лошите навики, од така наречениот седентарен стил, стресот не го спомнавме, одбегнување на стресот, сонот не го спомнавме, сето тоа се вклучува. 8 часа сон. Да, пошто има докази, значи и помалку од 6 часа и повеќе од 10 часа сон, спиење води кон ризик на некои незаразни болести, меѓу другото и дебелината и диабетес тип 2. Сега имаме критериум, ова е во скоро сите фази. Во втората фаза, значи, постапуваме со диети, има секакви диети, успешни диети. Целта е да се постигне најмалку 2 до 5% редукција на телесната тежина, која што докажала дека со 5% веќе имаме превенирање на хроничните незаразни болести, како што ги спомнавме, една од нив е диабетесот, 5 до 10% веќе во намалувањето на кардиоваскуларните ризици, повеќе тешко се добива само кај најмотивираните, но во втора фаза, доколку обезноста е класа 1, ние викаме, доколку нема компликација од 30 до 35% и немаме успех, односно се плашиме од релапс, односно јојо ефектот, може да се интервенира со фармакотерапијата,
Дури студиите ние клиничарите имаме протоколи кога би оделе и со надхранетост, да речеме со една индекс на телесна маса од 27, кај коморбидитети од типот на диабет тип 2 со компликации, односно со прележани срцеви инциденти и така натам, тука постои индикација за воведување на новите лекови како фармакотерапија. Овие лекови се докажа дека може да редуцира телесна тежина 10 до 15%. Тоа го викаат студиите. Али индивидуалните успеси може да бидат и поголеми, може кај некој да има резистенција. И третата фаза, како што мислам дека беше спомнато од Танер, е доколку немаме доволен успех, зашто збориме за телесна маса, односно индекс на телесна маса преку 35, значи класа 2 и преку 40 класа 3 изразито обезни, односно морбидно обезни, каде што тука значи доаѓа предвид и комбинација со бариатриска хирургија, односно така наречена слив гастректомија. Ние на денот на одбележувањето на пресот беше повикан и абдоминален хирург, каде што беше промовирана... Тоа сепак е не ризичен, да кажам. Не, индикација е тоа, не е ризичен. Значи сегде во светот се прави. Кај тие што се со изразита обемност, морбидна обемност. Значи боди мас преку 40. Каде што ризикот од операција уствари е сушност помал во ризикот да се живее со таква. Со таа метода е докажано дека преку 15% се редуцира телесната тежина. Значи овие методи можат да се комбинират и секогаш ние кажуваме, секој пристап е индивидуален. Целта е да намалиме телесна тежина и да го одржиме телесната тежина. Значи, англичаните викат sustainable. Значи, да не дојде да не дојде до релапс, односно наруски кажано јојо ефект. Доктор Хасан, во јавноста многу често во последно време се зборува за лекови за слабење, а всушност се мисли на лековите за диабет тип 2. И, например, Оземпик, Мунџаро, луѓето едноставно ги зборуваат и многу често велат лек за слабење. Тоа воопшто не се лекови за слабење, тоа се всушност лекови за диабетис. Колку без медицинска контрола се може да бидат штетни и дали кај нас се препишуваат медицински, дали се препишуваат и за кој случај? Значи, првенствено треба да кажеме дека треба да за фармакотерапија, ако зборуваме, треба да се постават точни индикации. Дали пациентот има индикација за фармакотерапија или не. На своја рака никако. Да не се злоупотребува лекот, бидејќи секој лек има и позитивни ефекти, има и несакани ефекти. Тоа како да пиете апчиња за притисок, да немате притисок, така нешто. Така, затоа треба точна индикација да се постави и да биде под надзор на доктор што го води пациентот. Овие лекови на почеток се произведени, уште зборувам ова пред 5-6 години, таргетирано за диабетес пациентиве, меѓутоа после направените студии и после ефектите кои ќе биле разгледани на пациентиве во долгорочен период, например во текот на 5 години, увидено е дека имаат плюс ефекти, бенефити, како што е намалување на телесната маса, подобрување на метаболните параметри, тука влегуваат шеќерот, липидниот профил, крвниот притисок кај пациентиве и после тоа веќе целата фармакоиндустрија е пренасочена на обезноста. Бидејќи причината е обезност за сите овие болести што ги наброивме, кардиоваскуларни, мозочни удари, повеќето причината е обезноста. Има фармакотерапија таргетирано директно за обезност. Значи, тоа не е грешка, има и пациенти кои што немаат диабет, меѓутоа се само обезни пациенти, само за обезност можеме да дадеме терапија. Веќе во Македонија е регистриран лираглутид од страна на Малбет и само Но тој не може во продажба вака да се купи, освен тоа само со извештај од доктор. Значи, мора да има извештај од доктор, препораки, претhodно направени анализи, све што треба клинички и
поставена индикација за терапија, после тоа пациентот може да почне. Иначе на своја рака не се дозволува, и во Македонија така, и во светот е така, меѓутоа оф рекорд некогаш се случуваат некои работи кои што не ги посакуваме, луѓето наоѓаат начин да ги земат без извештај од докторот. Ама лековите, пак да напоменам, не се само за диабет, туку може директно да се користи и за обезност. Има индикација за тоа. Во Македонија има само еден лек моментално регистриран, меѓутоа во светот има повеќе лекови. Доктор Митов, ако тргнете да земате лекои, например, еве, кажавме тоа било за диабет, сега и за слабење, има разнични, значи, својства тој лек, какви последици може да има ако се сгреши? Да кажем народски, ако сгрешиме со тој лек, бидејќи луѓето навистина зборуваат за тие дека дури инсулин за да можат да слабеат. Мислам, морат малку да се објасни на луѓето која е опасноста од земање на своја рака такви лекови без лекарска контрола. Конкретните механизми би ги оставил на колегите клиничари. Јас би можел да зборувам во делот на здравствената едукација, како што кажавте. Да, за тоа. И во тој дел тука има многу што да се работи и ние треба да прифатиме како земја дека здравствените кампањи, вклучително и ова и за овие лекови или општо за обезноста, е нешто што е многу потребно на нашата земја и не е дека сега ние еднаш имало кампања за што и да е и дека сме ја завршиле работата и таа тема е ставена ад акта. Вие во една Британија, која што поблиску ја следам, сум живеел, сум студирал таму, вие имате континуирана кампања во универзитетските читални за миење раце во земја која што е високо развиена, отидена напред, меѓутоа постојано една едукација за тоа како се мијат раце во секоја, јас во Кембридж можам да речам како е, во секоја читална вие каде што треба да ги миете рацете, имате уште упатства зошто и како треба да го направите тоа. Сакам да речем, ние како земја пак оддалеку не треба да заборавиме дека тука ни требаат многу здравствени кампањи. При што, жал ми е мене што во нашата држава дојде до ситуација да таков тип на кампањи се обележат како подкупување на медиумски куќи и така натаму и беа забранети. Мислам, тоа е огромна штета, заради тоа што на тој начин се испушти голема алатка за едукација на населението. Оти впрочем и се зима една голема алатка на државата од раце, оти нема поинаку како да ги направи тие работи. Меѓутоа, еве, Телма да ја спомнам. Фантастична кампања спроведовте за врсничко наследство, заедно со Мак Петров. Кога успеа една куќа медиумска и една компанија да направи таква промена на една тема, да се зборува, да се дискутира, да се превземаат мерки, колку повеќе таквите кампањи, особено еве за обезност, ако зборуваме или за што и да е друго аспект на јавното здравје, пушењето, немањето доволно физичка активност, ако државата се посвети на тоа, ефектот е многу голем. Тие кампањи може да бидат впрочем и бесплатни, не знам како сме со време, но да дадам само една вака стимулација. Например, еве утре да ги покани министерот за здравје, за здравство, националните телевизии и директорите и да ги замоли сега во тек е месецот за свесност за рак на дојка. Пример. Нели март е месецот посветен за тоа. Еден спот може да одвои Министерството 5000 евра за да го сними тој спот и да ги замоли да го овој месец да помогнат бесплатно да го емитуваат, ќе го емитуваат. Или вие имате инфлуенсерите, сега да заборавиме дека не е време само на телевизија, туку и на социјални медиуми. И на многу фина, Мија Костова, Моџо, да не ги спомнам, да не испуштам некој Лила, и да ги замоли на еден состанок да ги викне на кафе министрот и да им каже, ве молам, еве го ова видео, еден нема да го одбие, убеден сум. Но тоа треба да биде осмислена кампања. Може да се направи, сакам да речам. Ние мораме да бараме и алтернативни методи. Ние не можеме цело време да се врзуваме фискални импликации, врзани сме со пари. Сакам да речам дека кога сме во ситуација во каква што сме, еве Телма даде убав пример за тоа како може да се спроведе една кампања и да се влијае општествено. Зошто да бидеме пасивни на тоа? Ова е време на социјални медиуми. И да не биде на телевизиите таква една кампања, да биде само на социјалните медиуми, само на Facebook и на Instagram, ќе допре до луѓето, ќе направи разлика. Од тука верувам дека многу треба да посветиме внимание на здравствената едукација. Може ли да додадам јас, еве, пошто нели се отповикувам како научно здружение за обезност обем. Јас сум председател, Танер истовремено е подпредседател. Една од таквите планови ова година ни се
Значи кампањата за подигање на свеста општо и само и во популацијата, а и меѓу здравствените работници. Се надоврзав на дискусијата. Дали тоа значи дека работите со примарно здравство првенствено кај примарните лекари, семејните лекари да го препознаваат и да ги насочуваат пациентите? Тоа ќе биде фокусот? Еве, ние сме и тројцата сме автори на националните препораки кои ќе ги промовираме сега на симпозиумот што ќе се одржи во крајот на март за обезноста. Тој е меѓународен, ќе дојде претседателот на Европската асоциација за дебелина, така да тој е голем настан каде што ќе бидат вклучени лекари, ќе слушат лекари од сите сегменти. Значи едукацијата исто кај и ќе бидат представени националните препораки. Тие се препораки од мултидисциплинарен тим, меѓу кои дел од едно поглави има Игор, Танер, исто така ја, но исто така имаме вклучено лекар од семејна медицина. Така да, цело време збориме, тоа е поентата. Мора сите здравствени системи да бидат вклучени. Примарно здравство го има теретот. Ние цело време апелираме со едноставна едукација, мерење телесна тежина, телесна висина, формула, индекс на телесна маса и поставување на диагноза, запишување во системот. Тоа за почеток е супер. Интервенцијата, ова што збориме, првата фаза почнува од семејните лекари. Јас мора да кажам дека преку Македонското лекарско друштво имаше есенва од септември до декември една серија на едукации конкретно за детска дебелина и работевме доста со матичните лекари. Тие се вољни, апсолутно имаат волја да учествуваат во тоа и да помогнат во целиот процес, особено за детската дебелина. Јас, ако имам уште 1-2 минути, би сакал да се фокусирам на тоа. Кога почнавме овој разговор со предвремената појава на болести, да се појави дебелина во детска возраст, убаво кажа Танер, тоа е трауматично и тешко за решавање и навистина кој комуницирал со деца со такви проблеми, навистина е тешко да се справите со тој проблем во таа возраст. Меѓутоа, предвремена појава, сметајте дека едно дете кое што ја живее со дебелина од својата 8, од својата 9 година, а треба да има потенцијал на живот, викаме, сега колку е просечното време се зголемува, старата популацијата на стари луѓе ни се зголемува, многу е полесно. Во еден период веројатно сите ќе надминеме body mass индекс на 25, можеби и над 30, меѓутоа body mass индекс за возраст од 8 години знаат неверојатно е оптоварувањето на сите органи и неминовно е дека животот на тоа дете, на тој млад човек, адолесцент, ќе биде малку покомплициран од оној кој што не живее со таа состојба. Така што во таа насока, затоа што кај дебелината, спомнавме малку во разговорот, има еден феномен на следливост. Тој што е како млад или како мал ја има таа состојба, со многу голем процент на веројатност ќе има и како возраст. Затоа што тој феномен на следливост постои. И заради тоа мерките треба уште од најрана возраст да се фокусираме на мерки кои што ќе спречат предвремената појава да можеби да завршиме за тоа што почнавме на оваа. Свеста се подигнува и во другите домени, не е само ендокринолози, например, ние. Гледам, приметувам последно време и сите симпозиуми, конгреси што се прават, кардиолози, еве сега имаме, наскоро ќе имаме за 2 недели фармацевтиве. Имаат конгрес, приватниве аптеки. Имаат дел за обезност, кај што ќе се зборува, ќе има предавање за обезност. Порано за тоа зборувавме само на нашите симпозиуми на превентивна медицина, а сега гледам дека во сите и се сложува навистина и на национални и на меѓународни. Да ги спомнеме ортопедите, бидејќи луѓето со преголема тежина им страдаат и колена, локомоторниот систем. Најчестата компликација на обезноста е таа гонартроза на колената, проблемите со колена. Тоа не води кон смртно, кон сериозно тежок живот. Интересно е за пофалба е дека често пати ги упатуваат на нашата клиника да се интервенира во телесната тежина за да се превенира компликацијата на
колената. Мене ми остана прашањето за за праксата во светот или дали ги следиме како и во другите зими, но времето ни истече, така да ќе мора тука да ви се заблагодарам. Се надевам дека после кампањата, како што рековте, која ќе ја спроведете, ќе седнеме повторно на оваа маса да повлечеме црта, да видиме до каде сме и дали имаме напредок. Навистина ви благодарам што бевте гости. Знам дека четворица гости е малку време, 1 час, но се надевам дека успеавме да објасниме некои работи, да биде појасно и не земајте никакви лекови за своја рака. Мислам дека тоа е пораката која сакам да ја кажам, бидејќи ние сме познати, може и доктор Спировски да ми потврди според статистиките дека си пиеме лекови така за се и сешто. Значи, здрава исхрана, здрав живот и ќе биде се во ред. Ви благодарам што не следевте, останете со програмата на Телма.